Вести на Канал 8. Добро вечер. Председателот Ѓорѓе Иванов во посета на Кочани и неколку околни населени места. Тој се сретна со градоначалникот Димитровски, партиското членство, а оствари и повеќе средби со организации и граѓани со кои размени мислење за актуелните состојби во државата. Во разговорите на председателот Иванов со членството во мултикултурниот центар и неформалните средби со граѓаните во Кочани и Оризари, беше посочено дека влезот на странски капитал и отворањето на нови капацитети во Кочани е значајно за напредокот на овој крај и подигнувањето на животниот стандард. Председателот ја посети и населбата Усова Чешма, каде беше запознаен со активностите на локалната самоуправа. Во Оризари, Иванов беше информиран за текомните инфраструктурни проекти во селото, како и организирањето на јавен градски превоз низ Кочани и Оризари, што започна од декември минатата година, при што патувањето на жителите од ова населено место значително се олесни. Иванов оствари посета и на селата при Бачево и Тракање. Председателот во Кочани беше информиран за инвестициите на холандската компанија Антура во областа на хортикултурата, како и американската компанија од автомобилската индустрија Амфенол, која вработува 70 лица, а во иднина бројот на вработени треба да се зголеми на 1500 лица. На средбите во Кочани беше изразено задоволство и што во американската компанија Johnson Controls во рамки на индустриската зона во Штип во моментов се вработени лица од Кочани и Кочанскиот крај, а според планот во иднина е предвидено вработување и на уште лица од овие краеви. Иванов оствари средба и со Сдруженијето на пензионери, чии членови ги представија нивните согледувања за севкупните состојби во државата и дадоа подршка на поголемиот дел од политиките што ги спроведува македонскиот председател. По посетата на Кочани, македонскиот председател замина за Виница. Таму се сретна со градоначалникот Дончев и граѓаните со кои исто така размени мислења по повеќе прашања од локален и национален интерес. Председателот Ѓорѓе Иванов во Виница се сретна со членството во Сината сала, а потоа направи прошетка по најфреквентниот дел од градот, каде разговараше со земјоделци, занаетчи и дуќанџии. Тие го споделија неговото мислење околу досегашните активности и политики и истовремено разменија мислења за актуелните прашања, владини мерки и предлагаа начини и даваа идеи за унапредување на нивната положба и статус. На средбите со македонскиот председател, населението ги изнесе и проблемите со кои се соочува во секојдневното функционирање и се разговараше за можните начини за нивно надминување. Председателот Иванов имаше ретка можност да оствари средби со млади луѓе, студенти, професори и интелектуалци. За можностите и перспективите за унапредување на економскиот развој беа разменети мислења и со стопанственици и бизнисмени. На средбите што ги имаше Иванов со граѓаните беше искажано задоволство од подобрувањето на инфраструктурата, изградбата на нови индустријски капацитети и севкупното осовременување на населените места. Градоначалниците на Виница и Кочани пак го информираа председателот за нивните активности со цел поголем локален развој и унапредување на животниот стандард на жителите од овие региони. Во изминативе 8 дена, актуелниот шеф на државата и кандидат за втор председателски мандат Ѓорѓе Иванов посети 22 општини на територијата на Македонија, 16 градови и над 50 села. Во Основниот суд Кочани се одржа продолжение од главниот претрес против поранешниот полициски командир Ванчо Тодоровски и неговиот заменик Санде Стојменов. Се изведуваше доказна постапка по обвинението за одговорност при обезбедување судија и за злоупотреба на службената должност. 9 полициски службеници во својство на сведоци се најдоа пред судскиот совет на Основниот суд Кочани на главниот претрес против поранешните први луѓе на Кочанската полициска станица. Дел од нив даваа искази по обвинението за одговорност при обезбедување судија во судот, за што се товари екс-командирот Ванчо Тодоровски, но и за злоупотреба на службената положба, во што одговорност се бара од него и од неговиот заменик Санде Стојменов. На почетокот од продолжението на претресот, Стојменов се најде и во улога на сведок. При тоа тој даде исказ по првото обвинение, потврдувајќи дека бил повикан во канцеларијата на неговиот претпоставен и добил задолжение да организира група полицајци кои ќе го обезбедуваат домот на судијка за која постоела закана за нарушување на незината безбедност.
За истиот случај исказ даде и водичот на групата кој учествувал во обезбедувањето, при што рече дека не се сеќава на детали од настанот. Второто обвинение за кое се товарат поранешните први полицајци, а во врска со злоупотреба на службената положба, се однесува на нивно мешање во работата на полициските службеници, односно дека им сугерирале како да постапуваат во одредени случаи кога имало поплаки од граѓаните. На прашањето од судијата Јаки Милиев, сите сведоци, освен еден, рекоа дека издавале писмени предупредувања по своја слободна проценка, односно дека немало интервенции од нивните претпоставени. Иако беше закажано во судницата да се сослушаат максимален број сведоци досега, дури 14, тројца од нив, поради оправдани обврски, не се појавија. Поради тоа претресот беше одложен за почетокот на април, кога треба да се појават тројца сведоци, а во меѓувреме ќе треба да се изведи и писмената доказна постапка за обвиненијата што ги товарат Тодоровски и Стојменов. Објектот на Домот на културата во Оризари, што извесен период го користеше и поранешната општина, стои неискористен и се руинира. Од локалната самоуправа на Кочани најавија дека наскоро ќе се реконструира и во него ќе биде сместена детска градинка, но работите не се почнати. Зградата на Домот на културата во Оризари, во која порано беше сместена општината, стои неискористена и пропаѓа. Просторите што беа наменети за потребите на службите во локалната самоуправа подолго време се напуштени, па дел од внатрешноста на објектот е руиниран и претворен во јавен тоалет. Жителите бараат општина Кочани да преземе мерки состојбата со објектот да се подобри и да се стави во целосна употреба. Барањето беше пренесено и на една од последните седници на Советот на општината. Првиот приземен дел, сите стакла на самиот објект се искршени и стаклата се расфрлани по дворот. Комуналното предпријатие Водовод не се појавува во насел во Оризари, нели пак да го исчисти сето тоа ѓубре што е таму. Личи на права депонија. И вториот дел од самиот објект, гледам дека вечерно време се случува нешто, има фреквенција на луѓе, зошто се користат тие простори на кои му се изнајмени. Од локалната власт рекоа дека се запознати со проблемот и се работело на негово решавање, при што во објектот ќе биде сместена детска градинка, а ќе има и нови корисници. Тендерот за детската градинка во Оризари е завршен и ќе се почне наредниот четврток или петок со преуредувањето. Тоа е еден заеднички проект помеѓу владата на Република Македонија, односно Министерството за труд и социјална политика и општината Кочани. Заеднички го преуредуваат целиот простор кој што го буквално цитиравте и очекуваме дека од септември месец ќе почне да функционира. Иако Димитровски изјавата ја даде пред околу 1 месец, камерата денеска забележа дека на терен нема никакви градежни работи. Почетокот на изборните активности ќе ги пролонгираат планирањата на локалната власт, поради што постои можност да се пробие и рокот за почеток на работењето на градинката. Градоначалникот одговори дека останатите простории биле дадени некористени на членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов, како и за потребите на местната заедница од населбата. Еднаш месечно комуналците од Водовод имале и акција за чистење, меѓутоа заклучок е дека тоа не е доволно. Тече рокот за поднесување годишни даночни пријави во просториите на Управата за јавни приходи. Од почетокот на неделата, бројот на оние кои ја испочетувале законската одредба е во постојан пораст, велат од даночната канцеларија во Кочани. До крајот на оваа недела истекува периодот во кој граѓаните треба да поднесат годишна даночна пријава за остварен приход во 2013 година. Иако законскиот рок за оваа обврска започна да тече од почетокот на годината, вообичаено е поголем интензитет во поднесувањето на пријавите да има во последните денови, велат од даночната канцеларија на Управата за јавни приходи во Кочани. Сепак, од почетокот на оваа недела, бројот на подносителите постојано се зголемувал и дневно се примаат по повеќе од 100 пријави. Одговорните во канцеларијата подсетуваат оти граѓаните треба да имаат претходно пополнети пријави, а со нив да ги приложат и неопходните потврди за примањата што ги добиле заедно со платените аконтации за нив. Од даночната канцеларија велат дека пријавите за утврдување годишен данок на доход се бесплатни и можат да се подигнат во нивните простории или да се симнат од интернет, од официјалната веб страница на Управата за јавни приходи.
Обврска за поднесување пријава имаат граѓаните кои оствариле приходи во земјата и странство, во што се вклучени личните примања, приходи од самостојна дејност, приходи од имоти и имотни права, од авторски права и права од индустријска сопственост, потоа од капитал, од капитални добивки, добивки од игри на среќа и други наградни игри, како и други приходи. Даночните обврзници кои остваруваат само приходи од плати или пензии или само приходи од земјоделска, односно од самостојна дејност, не се должни да поднесуваат годишна даночна пријава. Рокот за поднесување на пријавата за утврдување на персоналниот данок на доход истекува на 15 март. Со бесплатни мерења на очниот притисок, офталмолозите ја одбележуваат неделата на борба против тивкиот крадец на видот глаукомот. Бројката на заболени рапидно расте. Недела за борба против болеста, која после диабетесот е втора водечка причина за слепило во светот. Бројката на заболени секојдневно се зголемува, а старосната граница опаѓа. Глаукомот е болест на очниот нерв, при што поради покачен очен притисок доаѓа до негово оштетување. Офталмолозите велат дека оштетувањата на видниот нерв се трајни. И колку порано се открие, побрзо може да се спречи прогресот на болеста. Појавата на глаукомот најчесто е со неспецифични симптоми, поради што превенцијата, а особено раното откривање, е основата во борбата против глаукомот. Тоа е многу комплицирана болест, доживотна, еднаш добиено глауком, останува за век глауком и треба да се открие, потребно е да се открива навреме. Меѓутоа, тоа представува една подмукла болест, кога веќе ќе почнат пациентите да го губат видот, да имат проблеми, тогаш е веќе касно. И затоа, пред неколку години е воведена оваа светска недела на глауком, каде што се вршат прегледи. Од 10 до 16 март се одбележува неделата за борба против тивкиот крадец на видот. Во специјалистичките амбуланти се вршат бесплатни прегледи. Нашето Сдружение на офталмолози на Македонија организира во текот на неделата, на светската недела на глауком, бесплатно мерење во сите ординации, бесплатно мерење на очен притисок на заинтересираните граѓани без книжка, без наплата. По повод неделата за борба против глаукомот, за начините на негово превенирање, диагнозата и лекувањето, Сдруженијето на офталмолозите на Македонија реализираат предавања на тема Глаукомот, тивок крадец на видот. Бесплатни прегледи ќе се вршат до 18 март. Социјално активно да партиципираат граѓаните во процесот на креирање на политиките и подобро функционирање на општеството и државните институции. Младите активисти на ВМРО ДПМН организираат Ден на идеи. Целта на Денот на идеи е граѓаните преку изнесувањето на корисни идеи, предлози, проекти и мерки од сите сфери на општественото живење, директно да учествуваат во креирањето и реализацијата на владините политики, придонесувајќи на тој начин во подобрување на состојбите во сите сегменти на општеството. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од пред неколку години воспостави една пракса да пред секоја изборна кампања ги вклучи активно граѓаните во изготвувањето на изборната програма за изборите. Со ова всушност даваме можност на сите граѓани да бидат активни учесници во формирањето на политиките на владеачката политичка опција. Со секоја добра и издржана идеја која ќе биде доставена до нас, доколку се вклопува во генералните политики на ВМРО ДПМН, без разлика дали од локален или државен карактер, ќе биде составен дел од новата 4-годишна изборна програма на ВМРО ДПМН. Од вторник до недела, од 12 до 17 часот, на поставените штандови на неколку локации во градот, граѓаните ќе можат да им ги представат своите идеи, предлози и проекти на премиерот Груевски и министрите во владата, кои се подготвени да ги слушнат сите добри идеи на граѓаните, кои одат во насока на подобрување на состојбата во околината, целокупното општество и државата, додадоа активистите. Денот на пролетта ќе биде одбележан со националната еколошка акција Македонија земја на цвеќето, земја на розите. Масовно ќе се засадуваат садници на рози и низ централното градско подрачје на Кочани.
со посадување рози до подобар амбиент и почист воздух. На редовниот состанок на градоначалникот со директорите на основните и средните кочански училишта, библиотеката Искра, музичкото училиште и детската градинка Павлина Велјанова, покрај редовните теми, посебно внимание беше посветено на организирањето на Денот на розите во Кочани. Денот на розите е ден кога секој од училиштата во градскиот парк ќе направи свој штанд, каде што секој од учениците ќе донесе по нешто од своето училиште и на тој штанд ќе се организира една продажна изложба, каде што средствата кои што ќе се соберат од тоа ќе бидат наменети повторно за набавка на други рози. Ќе биде интересно, ќе имаме една богата содржина и поканувам сите граѓани да повелат четврток 20 март во градскиот парк. На состанокот се договараа деталите околу организирањето на пролетниот крос во Кочани. Посебно разговаравме за традиционалниот крос, четврти пат поред, како е возобновен кросот, кој што ќе се одржи на 21 март на градскиот стадион, каде што ќе земат учество сите ученици, од најмладите па до студентите. Иницијативата за садење рози се темели на резултатите на студија спроведена од група професори во 2002 година, со која се утврдило присуство на олово и други тешки метали во воздухот и дека во цветот на розата се апсорбираат големи количества на тешки метали. Покрај масовното засадување на 20 март, планирани се и низа други активности за мотивирање на граѓаните да се вклучат во акцијата. Во текот на месец март, училиштата во своите наставни програми ќе внесат предавања и креативни работилници на тема роза, а ќе бидат организирани и ликовни изложби. Најдобрите творби ќе учествуваат на национален конкурс и ќе бидат наградени. И за крај спортската информација. Само еден освоен медал од државното изборно првенство во борање викендов за кадетите на боречкиот клуб Спартак. Кочанското борање продолжува да тоне. Спортот преку кој некогаш се афирмираше градот на Балканот и пошироко, станува некомпетитивен со боречките школи од традиционалните центри како Штип, Тетово и Радовиш. А потврда на таквото тврдење даде резултатот од државното изборно првенство за млади категории. Само еден освоен медал од државното изборно првенство во борање за кадети во Прилеп и тоа бронзен. На годинешното првенство настапија вкупно 75 борачи од речиси сите боречки клубови во државата. Екипата на Спартак беше представувана од 8 надпреварувачи, од кои само Мартин Павлев стигна до едно од одличијата. Тој во категоријата до 85 килограми го освои третото место. Дел од останатите 7 борачи на Спартак со резултатите останаа далеку зад конкурентите во својата категорија. Дека во кочанското борење, поточно во клубот Спартак, има многу што да се менува, се знае и од поодамна. Освен финансиите и развојните перспективи, во последно време загрижува и надолниот тренд на резултати, што зборува и за пат во интересот за овој спорт. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете со нас.